ама таман си Здраво, дечки! Ние одиме со уште еден час по математика. Добар ден, наставничка. Добар ден. Ден, Марија. Што ќе учиме денеска? Геометрија. Супер. Одлично. Да, со 6 оделинците имаме читање и внесување на координати во координатен систем. Супер. Се сеќавате на тоа? Да. Па се сеќаваме. Да. Се сеќаваме. Добро, затоа ќе се подсетиме. Ајде. Вака, само ќе го... Јас од оваа страна ќе преминам, ако ви е така полесно, може и вака да Овдека останеме. имаме еден линк. Како може вака? Да видиме. Ајде пробајте уште еднаш. Не, нема да ни го отвори вака, затоа што не... Пак го повикува од компјутерот. Не, ајде вака, ќе го напишеме линкот. Тастатурата само да ја пуштиме. Важи. А во меѓувреме, Лука, додека да го испишам линкот, ќе ни кажеш координатниот систем од колку квадранти се состоеше, се сеќаваш? Од 4 квадранти. Така. И има 2 позитивни и 2 негативни. Супер. Дечки, додека нашата наставничка пробува да го отвори линкот, ве советувам секој кој што е желен да научи повеќе и математика и било кој предмет, нека најде креативни начини за учење. Не постои само еден начин за учење од тетрадка или од книга, има милион начини. Може да се учи преку игра, може да се учи на интернет, може да се учи преку милион начини. Така што изнаоѓајте цело време креативни начини и уживајте во тоа што го правите. Ете така. Совет. Советот на Лука. Совети со Лука. Одлични совети. А имаат многу корисни игри, на изглед игри, но навистина добри вежби за математика. Еви, бидејќи денеска го спомнавме тоа да бидеме задоволни со тоа што го имаме, и за љубовта, и за тоа дека не треба да бидеме алчни, јас би советувал, односно би предложил, доста советувам. Ако? Би предложил да погледнете еден анимиран филм кој што се вика Spirited Away. Го има на Netflix платформата, може и да си го најдете на интернет. Да го најдат некаде. Да. Тоа е одличен филм кој што покажува за скромноста и за некои добри човечки вредности кои што не треба никогаш да ги загубиме. Лука, може само малце помош, долната цртава да е тука? Таму мислам, требало да е. Ни треба сега долна црта, така? Да. Alt и Shift. Shift пробав, но ај, добро. На Shift. Ете го. Да. Ние се дезинфицираме, Марија. Да. Благодарам. Не можеме да го отвориме линкот. Добро. Тогаш ќе цртаме што не можеме да отвориме на интернет. Учениците нека се обидат дома, нека ја запишат адресата, доколку успеат дома да го отворат линкот. Интересна игра е, каде што директно покаже камерата, еве може да значи може да внесуваат координати, да читаат координати и потоа и да ги поврзуваат. Зум ако може овде на овој линк горе. Ама ние... нема да го фати. Добро, Лука, да спремиме тогаш таа табла. Значи страната се вика mathsframe. Еве ќе помогнем. .co.uk. Може да отворите таму, има интересни задачи. Јас ќе ги премастам. Овие. Ќе нацртаме тука координатен систем. Ќе нацртаме. Да го превртиме ова само позади, готово. Така. Одлично. Ајде, Лука, само за да бидеме побрзи, помогни ми. Ајде, нема проблем. Увлечи овдека линија, колку што е линијарот. Каде беа маркерите? Ајде. Ете ги. Еве. Добро. Еве една тука. Еве тука Y, тука X. X, само да го одделиме, да ги обележиме точките. Супер.
Лука, а може да ми кажеш квадрантите? Да. Поред како оде? Каде е првиот, каде е вториот? Првиот каде квадрант е третиот? овде. Не знам Така. како се... Ова е првиот квадрант. Вториот квадрант е овде. Така, одлично се Добре. сеќаваш. Третиот квадрант е веројатно логично Доле. Така. Под првиот. овде. Така, И ова е значи четвртиот овој е вториот, Да. овој е Четвртиот. третиот и А овој утнавме. е четвртиот. Одат во обратна насока од стрелките на часовникот. Сега ќе ви обележам неколку точки, Добро. а вие да ми ги прочитате координатите. Во ред. Важи. Минус 1, минус 2. Сега работиме и во негативните квадранти. Квадрат. Ако имаме дадено една точка која се наоѓа овде. Еве нека е тоа точката А. Кои се координатите на точката А? X Два, е 2 запирка и 3. Така, значи три. се запишуваат во заграда Да. 2, 2, 3. па запирка Три. 3. Така. Секогаш се пишува прво X X, координатата, да, а а потоа потоа Y координатата. И се чита координатите на точката А се 2, 3, три. а не 2 и 3. 3. Да, да. Туку 2, 3 често знаат учениците тоа да ми го сгрешат. А што доколку имаме точка овде, еве нека е тоа точката Б. Кои се координатите на Б? На Б. Што може минус- сега да забележиме? Минус 2, Така. 5. Значи што правиме? Се спуштаме надолу, вертикално, паралелно со Y-оската. Надолу гледаме дека на X оската одговара бројот, минус 2. а на X тоа е бројот 5, Пет. значи координатите се минус 2, 5. Пет. И еве нека имаме точка овде. Незините координати ќе бидат Минус 5. Така. Мислам дека... Минус Да, пет. минус 5 и минус 3. Минус 2. Минус 2. Минус 2. Не видов. и уште една точка овде. Незините координати се 2 и минус 6. 2 минус 6. Так. Или минус 7 може би ова. еве ќе ставиме тука, нека биде точно кај минус 6. 6. А што може да забележиме? Кога точката е во првиот квадрант, дека двете координати се позитивни. А кога е во вториот квадрант, X координатата е негативна, Да. а Y е позитивна. Позитивна. И кога е во третиот квадрант, Тогаш е двете се негативна, така, двете се двете се негативни. негативни, а во четвртиот квадрант X координатата ни е позитивна, а Y ни е негативна. негативна. Така. Ајде сега да се обидете, вие да ми најдете точка. Ајде. Ајде. Каде ќе биде точката со координати 5, 1. 5 е X и 1 е Y. Така. Еве ја точката. Нека се вика М. Добро. Значи, овдека читавме, И ќе ги запишеме. 5. тука запишуваме Запирка координати, еден. добро? Да. Одлично. Сега ќе разгледаме неколку специфични положби. Ќе ги избришеме овие за да не ни се измешаат сунгирчето Ајде. само каде не. Сунгирчето Точките го- само ќе ги избришеш, Марија. Овде. Само точките, значи. Овие. ABC, да. Добро. Со ова мислам дека е полесно. Ама ќе ни биде водено лука, ќе не можеме веднаш да Добро, шуваме. добро. Да. Само Еве ги. точките, Марија. Добро. Овде. Ова. Сега Лука, за да направиме разлика, ќе цртаме со друга боја. Лука, најди ми каде ќе биде точката 0,2. 0,2 ќе биде овде. Добро. Означи ја со А1. Ова... Не. Така, тука не ставаме. Еве вака нека. Да, таму. Нека биде А1. тоа А1, да. А1 ќе си ги запишеме 0 Така, запирка 0,1. А 0,5 најди ми ја каде ќе биде? 0,5 Нека овде. питката. Така, таа означи ја со А2. А2. Добро. Потоа најди ми каде ќе биде 0-3. Еве. Секогаш на Y, бидејќи Да. за X вредноста е 0. Тоа ќе биде А3, А3. така. Да. Еве и уште една, макар што веќе го забележа својството, уште 0,1 еве да ја најдеме.
0,1. Минус 1, извини. 0 Нула минус минус 1. Да ни бидат две негативни. Еве, А4, Така. 0 минус 1. И Лука веќе забележа правило, односно, што се случува дека кога x координатата е 0, тогаш точките лежат на y Y оската. Ајде сега со друга боја ќе земеме и ве може со Ајде. синото Марија, сега, Марија земи. повели. Ти најди ми ги каде ќе бидат точките 3, 0. Така, 3. 0. Мислам, значи ова не биде. Тука. Да. Означи ја со B1 нека биде таа. B1, 3, 0. Потоа најде ни 4, 0 каде ќе биде. Овде ќе биде. Добро. Тоа B2, така? Така. B, односно, овде. Може, не е проблем, се едно може и B2 долу да се запише. Ќе ни биде 4, 0. И еве една негативна, минус 3, 0. Добро, значи минус 3. Минус 3 на иксовската, Марија, што на кажуваме иксовската, прва. Да, добро, тоа е B3. Така. Значи ќе биде минус 3, 0. Ставија само точката гора, да се знае дека е таму. Овде. Што забележуваш сега, Марија, каде лежат сите три точки? На X. На точка. X. Мислам на На X, X оската. оската. Значи, сега забележуваме дека y цело време е 0, па затоа точките ќе лежат на На X оската. X На Така. X оската. Значи, кога x координатата е 0, лежат на y, а кога y координатата е 0, лежат Тогаш на лежат на x оската. Да. Ајде да видиме еден нов пар на точки сега. Лука, може сега да ја Може. замениш Марија? Еве сега со црниот ќе цртаме. Ајде. 3-3, најде ми точката каде ќе биде. 3, 3. Еве го. Добро. 1. Нека бидат сега со C1. C1. 3, 3, добро. Потоа 1-1. 1, 1. Еве. Таа нека биде C2. C2, тоа ќе биде 1,1, добро. И минус 2, минус 2 најди ни каде ќе биде. Минус 2, минус 2. Еве. Ете, тамо. Минус 2, Минус 2. минус 2. Ова е C. C3. 3. Минус 2. И сега за да забележиме кое е својството овдека, што забележуваш, Лука? Поврзи, слободно поврзи, повлече линија, да. Забележувам дека Каде поминува линијава? низ нула. Низ нулата, и тоа точно по средината на првиот и третиот квадрант. Квадрант. Значи, да. кога Ги имаме преполовува. така, кога имаме точки кај кои што x и y координатата се исти, тогаш тие точки лежат на оската на симетрија на координатниот систем кој што поминува низ првиот и третиот квадрант. Верувам дека иако пробаме и со други. Тоа сакав сега, еве ќе пробаме со минус 3-3. Ајде. Може повторно со црна да цртаме и сега. Ајде, важи, значи имаме сега Минус 3-3. минус 3, 3. Тоа Минус 3. Односно минус 3, да, и 3. 3. Ова ќе биде D1, така. Минус 3, 3. 3. Минус 1, 1. Минус 1, 1 овде. Минус 1, 1. Минус 2, 2. Минус 2, 2. Това нека биде D3. Минус 2, 2. 2. И еве една со позитивна не земавме. 1 минус 1. 1 минус 1 е тоа нека Така. биде D4. 4, 1. Минус 1. Ајде да видиме сега. Еве, ќе повлечеме. На вистина еве. Еве. Да. Така е. Значи, еве другата оска на симетрија на координатниот систем кој што поминува низ вториот и четвртиот Четвртиот. И тие квадрант. се нормални. Мислам. Така, и што друго само забележавме за координатите, ако овдека беа еднакви x и y координатите, овдека се спротивни. Ако едната е минус 3, другата е 3. И обратно, ако првата е позитивна, како овдека што имавме Да. x-от да е 1, тогаш y е минус 1. Минус 1. Значи, обавезно, x-от и y се две спротивни бројчиња. Да. Без разлика дали ќе земеме првото да е позитивно или негативно. Значи, ако x-от е 1, y е минус 1. И обратно, ако Да. x-от го земевме да е минус 1, тогаш y е плюс Така. 1. Така. Супер.
Мислам дека имаме само уште една минута и мислам дека треба да даваме домашно. Во ред, тогаш еве вака, пушти ја таблата тогаш Лука за да Ајде. им запишеме Ајде да напишеме запишување, да. задачки за решавање по дома. Еве ќе ја избришам, ќе ја изгасам тастатурата и спремни сме да Супер. напишеме. Ајде. Еве првата задача, нека проверат што ќе важи за следните точки. 3, 5 и минус 3, 5. Да ги нацртаат во истиот координатен систем и 6 6. минус 2 и минус 6 минус 2. Значи да проверат што ќе важи за овој пар точки и овој пар Супер. точки и уште една да ги проверат паровите 1 7 и 1 минус 7 Супер. и 2 3 и Супер. 2 минус 3. Еве дечки. Одлично. Еве ќе им помогнеме, нека откријат само самите за која задача кој ќе важи, дека се симетрични во однос едните на X оската, а едни се симетрични во однос на Y оската. Нека откријат сами дома кој пар во однос на која оска се симетрични. Да. Супер. Супер. Дечки, решавајте. Ние одиме со джингл и следува следниот час. Математика.